Може ли македонското преприемништво да добие еден Мате Римац, хрватскиот млад иноватор кој стана светски бренд со погонот за електрични автомобили? Експерти за водење бизнис велат да. Веруваме дека во Македонија постојат многу наши таленти кои што сакаат истото го направат. Патот до правење на светски бренд е интензивна и напорна работа, во постојана соработка и партнерство со акселератори, ментори, инвестицијски фондови кои што постојано ќе ви го менуваат вашиот светоглед и вашите перспективи за водење бизнис. Но за тоа да успее неопходни се системски промени. Од бизнис акселераторот УКИМ, чиј коосновач е токму Универзитетот Свети Кирил и Методи, укажуваат дека е потребен директен контакт на студентите со индустријата. Иако ни недостасува целосниот капацитет како да го трансформираме знаењето во производ, не може да очекуваме дека и студентите ќе бидат инспирирани од само академско знаење. Потребна ни е континуирана комуникација со индустријата и различни можности кои што треба да им се дадат на студентите како да работат на реални проблеми. Развојот не е целосен ако не се случува низ целата држава. На ова укажуваат од акселераторот X-Factor, чие седиште е во Велес. Се може и од Велес, и од Битола, и од Струмици, и од Кавадарци, и од Штип, и од сегде, значи низ Македонија. Информатичкиот сектор е водечки, но место за иновации има и во регионалните индустрии. Обично кога ќе се каже стартап во светски рамки, значи тоа е поврзано со IT, значи софтверски решенија, мобилни апликации и така натаму, и ние викаме не, викаме да. Но ајде сега да ги ставиме во функција на дигитализација на традиционалните сектори во Македонија, текстилна индустрија, прехранбена индустрија, земјоделие и така натаму и така натаму. За здрава преприемничка мисла неопходни се и едукатори. На пазарот веќе 3 години е присутен акселераторот Цивус со програми за менторска поддршка. Гледаме кои се потребите на секој стартап, затоа што они се уникатни секој на свој начин, имаат различни предизвици, различни проблеми и различни цели. Затоа се обидуваме да најдеме соодветни ментори кои што ќе им помогнат во остварување на тие цели кои што си ги имаат поставено стартапите. Но битно е да се размислува и пошироко. Македонија е веројатно една од подобрите земји за пилотирање и тестирање на продуктите и веројатно и регионот, но се обидуваме да го смениме оној мајндсет на стартапите дека не треба да гледаат да останат само во границите на регионот, туку треба да го гледаат да го развиваат својот продукт за глобалниот пазар. Познавачите се категорични. Поддршка на младите таленти и предприемништвото се клучни за развој на општеството. Имаме потенцијал, имаме кадар, имаме креативни луѓе, иновативни луѓе, само треба да им се даде шанса и поддршка. Младата се предприемачка свесноста за предприемништвото и за стартување на сопствени бизниси да покачиме уште на посериозно ниво и мислам дека можеме да испорачаме навистина резултат во светски рамки. Конкурсите на бизнис акселераторите се отворени. Останува на младите иноватори да ги пријават своите идеи. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.